Добро вечер за мојот гостин од Скопското обвинителство, обвинителката Лидија Раичевиќ. Обвинител кој се занимава, меѓу другото, во еден период се занимаваше и со организираниот криминал и беа познати на одреден начин сите текови на кривичните дела од оваа сфера. И, како што ви е познато, денеска Кривичниот совет врз основа на одлука на своите членови, на своите суди и судскиот совет, Иван Џорев испрати, председателот на Кривичниот совет испрати писмо до државниот обвинител во кој бара на одреден начин јасна представа како обвинителството ќе ги застапува обвиненијата на Катица Јанева и при тоа се бара автентично толкување на собраниот. Едни велат дека тоа баш и не е потребно, но во секој случај главната поента и искушенија за обвинителството и за СЈО, а и за судот настапува, ми се чини, веднаш утре, од кога треба да се решава дали притворот за случајот Империја ќе им биде продолжен на осомничените или ќе се постапува по мислењето на Врховниот суд, според кое сите дела што се насрочени во судски постапки после 17 јуни 2017 не може да бидат преземени, што на одреден начин е на границата на толкување на застареност или невалидност. Раичевиќ, што ќе се случи? Зошто јавното обвинителство е прозвано? Зошто треба тоа да ги унифицира становиштата во покренувањето на обвинителните акти? Добро вечер и од мене. Мислам дека прашањето ви е непотребно затоа што гледате што се случува последниве 5 години. Секогаш кога ќе дојде најжешкиот момент во животот на нашето живење општествено, обвинителството е прозвано. Го прозивате вие, го прозиваат сите, па така и во овој момент. Очекувањата се големи, ситуацијата е сложена и јас не можам да не забележам дека сме сите помалку уморни од настаните што се случуваат во судот и обвинителството. Но при тоа Вам не ви е дозволено да бидете уморни. Но при тоа сакам да ви кажам дека сум свесна за значењето на сериозноста на моментот и на предизвикот кој што ни го дава и судот, и настаните, и постојањето на институциите, и во таа смисла, како професионалец сакам да ви кажам дека обвинителството имало и порано, и сега, и по институција, по поставеност во системот, капацитет да одговара на сите жешки прашања. Ќе одговори на ова. Не ме прашувајте како, затоа што јас сум сепак јавен обвинител во основното јавно обвинителство. Имаме колегиум, како што има Врховен суд, како е врвна инстанца во судската власт по институција, така имаме и ние врвни старешини по функција, тоа се јавните обвинители во јавното обвинителство на Република Македонија, кои што ќе изнедат решение. Конкретно, според мои сознанија, информирана сум од одделението за односи со јавност дека се уште писмото од председателот на судот не е пристигнато во јавното обвинителство, за да можеме да ја видиме неговата содржина, но по неговиот прием јас се надевам дека обвинителството ќе одговори. Она што, ако ми дадете сосема мал простор, јас би сакала да го кажам како мој личен впечаток и како моје мислење во однос на состојбата е следна. Јас знам дека сензационализмот и префрлувањето на вината за одредени состојби станува стил на професионално однесување. Јас апелирам во овој момент, без оглед на тоа, каква е содржината на мислењето, однесувањето кон Врховниот суд на Република Македонија и одлуките кои што тој ги носи, да биде со висок респект, почита секој поединец, јас како обвинител, мојата институција, адвокатите, професорите на факултет, новинарите, мораме да ја укажеме ако сме решени да газиме по патот на тие сериозни реформи. Институција е Врховниот суд. Јас барам најнапред да видиме како е создадено тоа мислење. По број на суди кои гласале, како гласале и со кои аргументи. Силата на аргументите и квалитетот на тие аргументи ќе може да се критикува, но не кратко и не остро, со многу внимание, со многу почит, затоа што тоа е сепак највисоката судска институција во нашата држава.
И јас морам да прифатам дел од вашата потреба да не критикувате, ама ние не настапуваме од сензационалистички обиди. Ние настапуваме низ една пракса на Врховниот суд водена од актуелниот претседател, кој му го прави имиджот на Врховниот суд. По постапување и не постапување. И морате да признаете дека првиот човек се грижи за имиджот, за статусот и за перспективата на институцијата. Се согласувам. И према тоа немојте да мислите дека сте поштедени и вие, и вангеловски од критики на јавноста. Сега јас ваш директно ве прашувам. Утре и како правник и како обвинител, утре имате најјасно искушение. Сите во светото тројство. СЕО, јавното обвинителство, судот и Врховниот суд. Квадратура на кругот, што би рекле. Што ќе се случи? Доколку утре треба да се решава за продолжување на притворот на осомничените во делата, а мислам дека империја се сега на дневен ред, за делата за кои се постапува СЕО врз основа на преслушаните разговори, но надвор од датумот 27 јуни, до кога според едни важел законскиот рок за постапување и процесирање на делата на СЕО. Што ќе биде валидно? Одлуката на судот, кој ќе застапува право на жалба кај обвинителството, како ќе настапува апелација во услови на постоењето на мислењето на Врховниот суд. Да, сложени прашања ви поставивте, но тие не можат да бидат сложени по одговор во една реченица. Ево ви давам 2 минути, 3. И ќе ми дадете не толку простор колку што е потребно на субјектите кои што го создадоа проблемот да размислат и да реагираат колку што е можно поинстантно. Знаете, најнапред ќе се сложам со вас, ми предизвикавте задоволство кога констатиравте како новинар дека лицето и имиджот на институцијата го прави првиот човек. Тоа е и мој став. Навистина е така. Но тоа е лице. Знаете, тоа е лице, а инаку институцијата ја прави секој поединец, секој настап, секој однос, секој гест, секој чекор, секоја манифестација на однесување во јавноста на секој вршител на функција јавен обвинител. И судија ја представува институцијата. Чекайте, ве молам. Речевич, се работи за класично мислење, невообичаено и во тајминг на Врховниот суд. Не се уште не почнав за тоа да ви одговарам. Не, чекайте да ви обяснам, да ви кажам. Но во секој случај, тоа мислење станува дел од правниот поредок на Македонија, соодветно како што е дел и на мислењата на Европскиот суд за правда. Тоа не е за потценување. Апсолутно не, јас не барам да се потценува. Дали прито Врховниот суд, тие 17 суди гласале и биле свесни дека е закопана секирата за битката против криминалот и штитат одредени носители, тоа е друго прашање. Тоа е она за кое ние сме должни да се сомневање. Јас вас ве прашувам како ќе се постапува. Јас сум убедена и верувам во тоа дека ниеден судија што стасал до Врховниот суд не зборуваме за личниот интегритет и кредибилитет на луѓето, но тие да закопуваат секири на правда и на негонење на криминал, јас во тоа не верувам. Јас сум дел од правниот систем, јас се уште верувам дека во нашата држава постои јадро на интелектуалци, кои што не поврзани ни со политички, ни со материјални интереси, се борат за правдината во нашата држава. Такви има и во Врховниот суд на Република Македонија. И јас верувам дека аргументите што ги истакнале при своето гласање се стручни и правни, но дозволите за нив да разговараме тогаш кога за тоа ќе биде упатно, а не волунтаристички, да ги прочитаме, да ги слушнеме, да видиме кои се тие правни аргументи. Што ќе се случи утре е прашање што го има донесено Врховниот суд би било пожелно и мислам дека по правило се објавува во нивниот гласник или на нивната веб страница. До сега не е објавено, што исто така ми создава одреден степен на сомнеж во кој Вангеловски пред се тестира јавноста на критичките обсервации. Јас ве прашувам како ќе се реагира. Имаме мислење на Врховен суд, имаме тестирање на апелација ако стигне жалба по продолжување на притворот, дали има легитимитет СЕО
да го обжалува или да процесуира притвор за Камчеви, Мијалков и така натаму? Видете, началното мислење, тоа е дел од функцијата на Врховниот суд во една форма, во една манифестација. И тоа има определена структура во 3 дела. Прво, кој го носи, на каков начин и зошто го носи. Ако тие 3 члена се расчленат, тогаш ќе можеме да зборуваме каков е правниот легитимитет. Што ќе прават апелација и што ќе прави судот, дозволете мислењето да го видиме. Дозволете мислењето да го видиме. Дали е потребно автентично толкување? Според моето мислење не. На законот. Автентично толкување на одредбите, слушнав размислувања правнички, кои што ги респектирам, дека е неопходно автентично толкување на собранието од причини што на начално мислење Врховниот суд може да донесе кога има различна примена на законите. Овде немаме различна примена на законот. Овде имаме примена на одреден закон. Меѓутоа, началното мислење мора да има своја правна суштина, знаете, јадро правно, аргументи, нешто што го препознавате како право зошто е такво. И кога тоа ќе се прочита, кога тоа ќе се види, ние сега сите зборуваме на памет. Чекате, критикуваме. Можете да велиме дека е на памет, но дали тоа начално мислење им е достапно на судиите од Кривичниот суд? Дали ви е достапно на обвинителството? Јас не сум го видела. Јас не сум го видела. Утре имате де-факто ситуација. Да, и јас сум слушнала дека такво мислење донесено, интерпретација на тоа мислење, меѓутоа јас како правник би била задоволна и среќна, иако јас не сум судија, јас немам облигација да го добијам во моментов, но да ја видам структурата на тоа мислење. Колку суди, со какви гласови, зошто одлучиле така, кои се аргументите, кои се становиштата, дали имале компаративен осврт на својата одлука, дали може би имали извор на таа одлука во некоја анализа научна, дали имали истражување во однос на тоа какви се резултатите од примената на тие доказни средства, постојање на специјалното јавно обвинителство како институција. Дали може би прибавиле стручно мислење од експертски куќи и така натаму. Тоа е структурата која што ние мораме да ја видиме, да можеме да ја провериме и да ја аргументирано да ја критикуваме. Разбирате? Што ќе се случи утре е хипотетичко прашање. Уопште не е хипотетично. Во делот на очекувања. Судот тропа СЈО, имате судски совет, и имате барање на СЈО или барање на адвокатите за укинување на притворот или за продолжување на притворот. Тоа воопшто не е хипотетичко прашање. Хипотетичко е затоа што ќе се случува утре. Затоа што одлуката не знам дали е донесена за тоа што ќе се случува денес. Но знам дека вакви ситуации му штетат на правосудниот систем. Севкупно. Дека вакви ситуации го еродираат правосудниот систем. Ја еродираат самодовербата на институциите. Ја еродираат односот на граѓаните. Ние се фокусираме кон тоа во една матна и недоречена ситуација како суд во институција кој што е задолжен за права, кој што ограничува, става во притвори, јавен обвинител ги предлага и така натаму, како ќе излези, како ќе исплева од таа ситуација. Тоа има свое упориште, знаете, делумно во законската регулатива е поврзано со работата на собранието и на законодавецот. Меѓутоа, јас сепак сметам дека правниците кои што работат активно во моментов и судиите кои што имаме суди прекрасни, 100 пати сум го кажала тоа, кои што размислуваат, мислам дека од ваквата ситуација ќе најдат решение. Еден од моите предлози во таа смисла е не да се среќаваат јавниот обвинител на Република Македонија и Катица Јанева, туку сите 3 институции и председателот на Врховниот суд треба да седнат заедно и да го разгледаат прашањето и да најдат решение. Впрочем, решението не е никаде друго освен во законите. Законот е таков за специјално јавно обвинителство каков што е донесен, има свое определено време трајање, меѓутоа законот за јавно обвинителство и законот за кривична постапка се на сила. Во Република Македонија јас верувам дека никој нема да биде ослободен од криминалот. Јавно обвинителство постои и работи. Следејќи вака во желбата да си ја заштитите фелата, јас би постапил така во однос на критиките кон новинарството, но треба да си има сенс за реалноста.
ништо не е готово, вели Јовевски, чека сигнал од КТЦ Јанова да ги продолжи истрагите на СЕО. Како тоа ќе го изведете? Точниот начин и што стои за тие зборови јас не можам да знам, затоа што треба да го интервјуирам јас, јавниот обвинител, па да знам што мислел. Немам такви сознанија, но предпоставувам дека јавниот обвинител на Република Македонија не утопистички како моја заложба, само да ја заштитам институцијата, која ја ценам и ја сакам неограничено многу, туку реално верувам дека тој имал концепција кога ги кажал овие зборови. Во што се состои, ќе го прашате него. Значи, ќе очекаме Евангеловски да го даде образложението за одлуката. Да го прочитаме тоа начално. Да го прочитаме, па ќе очекаме Јовевски да ги каже мистичните решенија околу ова. Па ќе чекаме толкување евентуално од собранието и утре, судејќи по се, дел од притворените ќе бидат пуштени на слобода. Не, немојте да чекате ништо, само очекувајте праведни и добри решенија, каде што овој проблем и ова хаотична состојба ќе биде решена. Имате право да го очекувате тоа и да го барате од првите луѓе, и од председателот на Врховниот суд и од јавниот обвинител на Република Македонија, а тие очекувања мислам дека ќе се реализираат. Ова ситуација едноставно мора да се надмине. Без оглед колку имате во себе оптимизам и енергија, имам, да. Употребивте јасна детекција хаотична состојба. Точно. Што е блиску до прибеа дека ние немаме правна држава. Во таа правна држава секој создава правни правила и правни норми, вклучувајќи го Врховниот суд. Пред малку ви реков дека мислењето е дел на изворот на право, станува правна пракса. По него мора да се стројат сите во една нормална ситуација ако го респектираме Врховниот суд. Ама ние одамна веќе и како граѓанство и како јавност немаме респект кон Врховниот суд, особено кон неговиот прв човек. И вие мислите дека треба да веруваме сега дека сите заедно вие ќе најдете решение? Вака кога зборувате, не можам да го споделам впечатокот дека ми поминуваат мислите за тоа јас кога почнав да работам. Тоа беше многу одамна. Тоа беше во 90-тите години. 91-а. Тогаш се уште во тој правен систем јас имав можност да ги прочитам началните мислења и пресуди на Врховниот суд. Ако не му верувате сега на првиот човек на Врховниот суд, поверувајте ми мене како барем соговорник, затоа ме викнавте во емисијата, мислам дека ми верувате, дека постоја пресуди и начални мислења кога ги читате, со секој збор чувствувате како правник сласт, извор на право. И јас сум оптимист и јас верувам до такви начални мислења ќе се дојдеме во дојднина. Потребата да се критикуваат лоши состојби, нечии ставови, ја разбирам од аспект на граѓанството вие го представувате, меѓутоа овде се работи за сериозен правен проблем. Сериозен правен проблем и точна е констатацијата дека го нарушува впечатокот и перцепцијата за правна држава. Во една правна држава не можете да очекувате дека ќе настане проблем помеѓу институции како институции во системот, дека ќе настане проблем на постапување помеѓу јавното обвинителство и судот. И уште повеќе, дозволете ме само што ова да ви го кажам. И уште повеќе, не можете да очекувате дека во една правна држава судиите ќе се конфронтираат со јавните обвинители или јавните обвинители со судиите. Јас ве молам. Тоа е нормален процес судски. Не е нормален. Како? Тоа е во судница. Во судница напаѓањето, јавното... Есенцијата на кривичната постапка е контрадикторност. Апсолутно. Таму е арената за конкретен случај, но напаѓањето за процесот на работа и несоработка се решава институционално. Ние не го изнесовме во јавноста. Точно. Ова грасотија изнесува Врховниот суд со мислењето и на одреден начин бавноста на реакцијата. Погледнете, кривичниот суд... Извинете, што гнесно прочитавте во тоа мислење? Дека се стопираат сите на тамошни кривични постапки и право на СЕО да покренува... Ама значи вие сепак сте го прочитале тоа? Ја го читам, по тоа врзовно на што е соопштено. Сега, начално правно, на крајот да денеска имам индиции дека можеби Џолев го има мислењето. Од напишаното произлегува дилемата дали по 18 месеци пропишани со членот за СЕО, воопшто може да дојде до застарување со оглед на тоа што во Кривичниот законник пропишува многу подолги рокови за застареност. Или
ако нема право да настапува СЈО, што може да биде дел од дебатата 18 месеци про ет контра, кој ќе застапува сознанијата до кој дојде СЈО? Тоа прашање е предмет на дебата на повеќе категории учесници во нашиот дневно политички и општествен живот. Значи, тие што го создадоа СЈО, 4 политички партии, должни се да размислат за судбината на таа институција. Тоа е прво. Да најдат решение што со неа. Второ, институцијата каде што оригинално произлезе ова обвинителство, тоа е јавното обвинителство како институција во Република Македонија, треба да има став дециден по прашањето дали специјалното јавно обвинителство со посебна надлежност треба да биде систем и со какви видови на кривични дела ќе се гони. Доколку се најде во однос на законските решенија, веднаш решение да се донесе по хитна постапка таков закон и да тоа обвинителство стане дел од јавно обвинителската институција, тогаш проблемот ќе биде сам по себе абстрахиран. Тие ќе си продолжат тековно со својата работа на предметите, меѓутоа во дел на јавно обвинителската институција. Начелно Врховниот суд де факто го оспори постапувањето на СЈО после 17-ти. Од утре што ќе има мораториум на судските процеси и на постапките што ги покрена СЈО. Како ќе доаѓаат, ќе викаат начелното мислење го стопира на тамошното процесуирање. Како ќе постапува, бидејќи СЈО е дел исто така од обвинителскиот систем. Да. Ќе дојде Јовевски или ќе ве делегира вас и ќе каже ние ги преземаме во рамките на рочиштето и на постапката? Ќе видиме одлуката на јавното обвинителство, јас се уште не сум ја слушнала што ќе прави јавното обвинителство. Ќе ја соопшти веројатно јавниот обвинител, ќе видиме што ќе се случи со тие предмети, но јас длабоко верувам, лично верувам дека решение ќе се најде. Со толкав оптимизам? Не сте ми изморили. Ја можам ќе се соочите со тоа колку сум неуморен со вас и со... Оптимизам е навистина делува утопистички во состојбите, затоа и почнав со мојата констатација дека уморни сме сите. Уморни сме сите од право. Уморни сме сите од мешање во делови на работа кои што доволно не ги познаваме, не мислам при тоа на вас. Меѓутоа уморни сме кога професори зборуваат за суди, како се, да речеме, неадекватни или неспособни или недобри, а никогаш не суделе. Уморна сум кога слушам како зборуваат за јавно обвинителската работа, никогаш во животот ниту напишале јавно обвинителство. И морам да ви кажам дека кога вие ми зборувате дека сте уморни, има просто прашање, зашто не се повлечете? Не. Па нормално кога човек ќе се премори, ќе се повлече, но да ви кажам, од тој замор, ние имаме премногу вложено, кога зборувам за онаа категорија професионалци која ви ја издвоив на почетокот. Премногу вложено во тоа, премногу труд, премногу учење, премногу желба, енергија. Разбирате, премногу сме жртвувале и материјални состојби, и лични животи. И ние го сакаме ова што го работиме, разбирате? И не сакаме никој да ни го дерогира. Сакаме да го сочуваме, да го издигнеме на пиедестал, да вие кога ќе сретнете јавен обвинител да му верувате, да верувате половина од мојот оптимизам кој што го имам во работата. Морам да ви признам дека наоѓам мотивацијски елементи во вашиот настав вечерва, но се надевам дека сите заедно не сме во заблуда наспроти критиките и обсервациите на меѓународната заедница и на она што ни престои во првите преговори со Европска унија, тоа се правосудство и слобода. Но јас се надевам дека вие ќе помогнете да овој најважен сегмент во овој момент, кога сакаме да се справиме со криминал, кога сакаме да поставиме било какви позитивни цивилизацијски вредности на живењето, на јавните обвинители да им го дадеме местото кое што им припаѓа. Знаете зашто имам резерва? Иако не ми е својствено. Затоа што јас му се јавив на председателот на Врховниот суд дента кога го донесува тоа и го прашав најотворено дали е вече подготвен на јавноста да ја соопшти аргументација врз основа на што базира тоа. Прв пат ќе го соопштам диалогот, бидејќи на начинот на кој го браните мислите дека тој е ведетата, но знаете што ми одговори? Денес и утре не можам,
и јас му реков од понеделник одбери вторник или четврток. Денеска му пратив порака. Еве јавно му кажувам, одберете, сакате вторник, сакате четврток од председателот на Врховниот суд, кого сите ние го плаќаме. Неам одговор јавно да соопшти на стручната јавност, на граѓаните, на сите странки во спорот, што е тоа мислење на јавното на Врховниот суд, за кое морам да признам дека како мислење постои аргументација, нели? Но ние не ја знаеме. Така е, треба да се слушне, уште повеќе не ја знаеме мотивацијата така е, и тајмингот на кој е тоа донесено. Сметам дека треба јавно да се презентира, бидејќи интересот е голем, премногу зборуваме за тоа, а не знаеме всушност зашто зборуваме. И дека пожелно е тоа начелно мислење судиите на Врховниот суд да ви го представат. Добро, поштовани гледачи, веќе влеговме во терминот на вестите. Таму е Александар, мојот колега, тој ќе ја најави и потоа јас ќе се приклучам кон водењето на нашиот дневник. Александар, повели. Ти благодарам, Чумовски. Токму така, време е да го проследиме најновото информативно издание на НТВ.